Почитуван митрополит Петровско-Гостилевски господин Јосиф, почитувани пратеници, почитувани директори на истакнати институции, почитуван градоначалник на општина Егоновце, почитувани советници и на општина Тетово на Егоновце, почитувани гости од Скопје, од Гостивар, од Охрид, од Тетово и Тетовско и Велес, почитувани организатори на оваа научна трибина од Глобалната македонска фондација Вечна, почитувани професори, почитувани свештеници, почитувани присутни. Имам едно ретко задоволство и задача од Вечна да напишам нешто за историската епоха и влијанието на Кирил Печиновиќ, односно сега Свети Кирил Лешевски Тетовец. На 180 годишнината од смртта на Кирил Печиновиќ и на прагот на 255 годишнината од неговото раѓање, денес зборуваме за Свети Кирил Лешевски, чие канонизирање на преподобниот отец се случи во 2022 година со одлука на Светиот архиерейски синод на Македонската православна црква. Во неговиот живот создал толку значајни дела кои оствариле немерливо внемревенско позитивно влијание за македонскиот народ и православната вера. Времето во кое живеел, се образувал и создавал, не навестувало ништо добро за христијанското население во Македонија. Крајот на 18-тиот век е периодот во кој младиот Кирил Печиновиќ се образувал и воспитувал во духот на православието и е еден од потешките периоди во историјата на Османското царство. Тоа е период на големи економски кризи, постојани внатрешни бунтови и востанија, но и период на воени порази. Тоа од друга страна состојбата на христијанското население ја прави неиздржлива за обично живење, а за било каков напредок не станува ни помисла. Во западниот дел на Македонија се појавуваат повеќе полусамостојни паши во однос на султанот, кои дополнително го оптоварувале сиромашниот христијански народ со давачки терор. Православното население е без никакви права и заштита. Згоре на тоа, званичната, би рекле, државна црква во Османското царство, олицетворена во Цариградската патријаршија, водена од грчкиот коруптивен и корумпиран клер, успева да го згасне постоењето на Охридската архиепископија, за да дополнително ја отежне и онака неиздржливата состојба на сето словенско христијанско население на Балканот, а во тој склоп и на македонското. Токму во такви услови се раѓа, се образува, станува монах и игумен јеромонахот Кирил. Токму во такви невозможни услови, единственото што го има во себе е верата и неговата силна верба во она што сакал да го направи за црквата и народот. Тие ќе бидат клучните фактори во следниот период, почнувајќи од второто десетлетие на 19 век. Во малку порелаксирана политичка состојба, да ги направи своите најголеми дела. Неговото дотогашно стекнато искуство како монах и игумен во повеќе манастири низ Македонија, Света Пречиста Кичевска, Хиланда и Света Гора, Марковиот манастир во Скопско и други манастири. Еве сега ќе имаме прилика, значи книгата која добивте, таму има и нови истражувања од Душко Стефановски за некои нови сознанија за неговото присуство и во Дечанин. Потоа како љубител на пишаниот збор, љубител на книгите, но најмногу посветен на својот народ и неговиот јазик, на возраст која му возможувала со голема енергија да се впушти во многу големи потфати кои за секогаш ќе бидат врежани во историјата на македонскиот православен народ. Но неговата верба, борба и мисија е многу потешка од она што може да се замисли во сегашно време. Секој негов подвиг бил обусловен со правење на уште поголем подвиг. Секоја желба што требало да се оствари, требало уште неколку други да се оствара за да се достигне до тоа. Затоа тука треба да ја сватиме тежината на неговото дело, значењето на неговото дело. Една древна мудрост вели: внимавај кога ќе посакаш.
Во примерот на Свети Кирил Лешочки, за да проповеда на својот мајчин јазик, морал да се откаже од игуменувањето во Марковиот манастир, бидејќи бил под закана за негова физичка ликвидација и морал да бара заслоништо во родниот крај во Тетовско, каде што се уште немал влијание неговиот прогонуваш скопскиот грчки владика на Трај. За да испечати книга во 1816 година, Свети Кирил Лешочки најпрви морал да пронајде печатница која што најблиску се наоѓала во Будин. А за втората книга во 1840 година, бидејќи не наишол на подршка за нејзино печатење во најблиската печатница во Белград, морал да финансира обновување на опожарената печатница во Солун. Замислете, тоа е еквивалентно после 200 години, како да посакаме да возиме кола, ама за да возиме автомобил треба прво да изградиме фабрика за автомобили. Тука е она што е чудото негово. За да ја проповеда православната вера во родниот крај, најпрвен морал да го возобнови разрушениот и запуштен Лешочки манастир во 1818 година. За да врши просветителска дејност, тој најпрвен морал да собере и да спасува ракописи од нивно трајно уништување и да собере доволно средства да објавува печатени книги со кои ќе делува помасовно на измачениот, понижениот и беден народ. Зарем не се тоа неговите чуда кои ги просветлувале, продуховувале обичниот народ, кој го подигнал и мобилизирал во реализирањето на неговите свети идеи. Како и нашата генерација, сигурни сме дека идните генерации ќе се навраќаат на делата на Свети Кирил Лешочки, зашто нивното значење е грандиозно. Ние и во оваа прилика ќе направиме опит да ги препознаеме неговите силни влијанија и пораки за нашето време во кое живееме, твориме и се бориме на свој начин. Првата негова порака е негувањето на православната вера, онаква каква што е пропишана во Светото писмо и црковните канони. Во неговите објавени книги јасно ја препознаваме неговата борба против тешката состојба на православниот народ во Османското царство, но и неговата борба против расширените меѓународни суеверија кои ги оддалечуваат од вистинската вера. Не случајно во неговата прва книга Огледало ја читаме неговата проповед поучение свакому христијану како подобаат и празнуват празници господских и сијатих и како подобаат причастниција христијану како подобаат и свој свјатое причешчение. Ништо помалку значајна во тој правец не е втората негова книга под наслов Утешение грешни. Втората порака секако е неговата безкомпромисна верба во примената на мајчиниот народен јазик. Ние ја препознаваме во неговата борба против туѓојазичното влијание на грчките фанагиоти, кои во децениите по укинувањето на Охридската архиепископија немилосрдно продираат речиси на целата територија на Македонија преку нивните новопоставени владици, кои не само што отвараат нови училишта на грчки јазик, туку уништуваат безброј црковнословенски ракописи со непроценлива вредност. Знаејќи го тоа, Свети Кирил Лешочки секаде каде што престојува собира вредни старословенски ракописи. Борбата за зачување на јазикот, писменоста и културата на својот христијански народ ја води на уникатен начин, кој во тоа време го прави единствено Јоаким Кршевски и неколку нивни современици во поскромни размери. Имено во името на заштитата на мајчиниот јазик и христијанската вера, тој е објавил во 1816 година книгата Огледало во Будин. Такви си неговите следни дела, како што е Утешение грешни, испечатена во Солун во 1840 година и други гореспоменати дела. Третата негова порака за денешнинава е да се негуваат, обновуваат и прошируваат духовните храмови за верниците. За народот преку неговиот пример на возобновителско-окренителска дејност. Но тој ни праќа и порака дека и во невозможните услови постојат можности, доколку човекот силно сака да успее неговата идеја. Имено кога започнува да собира средства за возобновување на Лешочкиот манастир, тој започнува со личниот пример, продавајќи го имотот од неговите предци во Теарсе како први средства за таа намена и заедно со неговата благородна идеја привлекол огромен број луѓе кои го следеле неговиот пример, помалку или повеќе. А тој наоѓа начин во манастирскиот поменик да им се заблагодари на сите.
Со обединувањето на христијанскиот народ околу возобновувањето на храмот, тој успел да стави темели на едно големо христијанско и духовно и просветителско средиште на северозападниот дел на Македонија, од кое ќе се прошират просветителските идеи низ целата македонска земја. Но Свети Кирил Лешовски не возобновувал само духовни храмови, тој градил и храмови на знаењето и паметењето. Преку собирање на старите ракописи создал богата библиотека. Тоа можеме да кажеме четвртото влијание на неговата епоха. Откако го возобновил Лешовскиот манастир, тој носел книги во него од секаде. Се знае дека со него од Марковиот манастир донел неколку товари книги, но знаеме и за некои ракописи од Кирчовскиот манастир Света Богородица Пречиста. Тоа не треба да не зачудува од фактот што тој бил свесен и за една друга опасност, дека книгите на црковнословенски јазик можеле да бидат уништени од истата причина за која тој е прогонуван од грчкиот владика, односно затоа што не биле напишани на грчки јазик. Но Свети Кирил Лешовски го остава силен печат и преку неговата заложба секаде каде што бил да остава некоја писмена трага, дека токму тука бил присутен со печатените зборови, почетните зборови да се знае. Таквите негови писмени пораки ги среќаваме на зидовите по манастирските цркви во книгите кои ги читал или ги поседувал и благодарејќи на тоа, како што вели Милева Милев, можеме да реконструираме скоро во целиот книжен фонд со кој Печиновиќ се слуша. Петото негово благородно дело е просветителската дејност преку пишувањето книги на народен јазик, во случајот Македонскиот народен говор од Тетовско, објавените требници огледало утешени грешни, потоа необјавениот ракопис Житие на кнеза Лазара и неговиот епитаф како прво поетско дело на македонски народен јазик. Потоа отворање на ќелини, училишта за деца и создавање на монашки ред во Лешовскиот манастир, низ кој поминале неколку генерации монаси, од кои што некои исто така оставиле свој писмен траги драгоцени за македонското просветителство, како што се Арсенije Тејарички Марковиќ, Хаджи Серафим, архимандрит Тетовец, Смилко Митрев, монахот Методи Аврам, монахот Тимоти, Серафим, Милош монах, Трпе Ѓакон, Силвестер Мисел и други. Шестата порака или влијание за денешницава, дека треба да твориме. Додека твориме, ние постоиме, додека оставаме писмени траги, ние испраќаме пораки до идните поколенија, бидејќи ако не е запишано, исто како да не се случи. Зборовите на Свети Кирил Лешовски, да се знае, неодолливо ме подсетуваат на мислата на Жан Моне, дека пишувањето е единствениот начин да се живее повеќе од еден живот. Седмата порака на Свети Кирил Лешовски ја препознаваме во неговата вештина да се бориме, да не се предадеме, да изнаоѓаме начини за подобар живот и кога е најтешко. Модерното време ни донесе нови предизвици за националниот опстој. Примерот на Свети Кирил Лешовски е светилник и патоказ за целата нација, дека не постојат толку тешки времења кои можат да не поколеваат. Осмата порака е секако вештината и мудроста да се знае да се живее со другите. Кои се тие другите? Да знаеме да живееме со најблиските, да знаеме да живееме со комшиите, да знаеме да живееме со оние кои заедно работиме, да знаеме да живееме со другојазичните, да знаеме да живееме со друговерните. Да не беше Божјата промисла Свети Кирил Лешовски да ја реализира неговата верба во возобновувањето на Лешовскиот манастир, Пресвета Богородица и Свети Јатраси Велики, ние денес после повеќе од 2 века ќе бевме посиромашни за многу духовни и просветителски дела и достигнување на овој духовен храм. Че ни не достигаше возобновената двовековната манастирска историја на големи потфати на Свети Кирил Лешовски, на игуменот Хаджи Езекил, на многобројните монаси и монахињи кои цврсто стоја на работ на етничката граница на Македонија, на Македонската православна црква во децениите по незиното возобновување. Ќе бевме посиромашни за многу народни христијански празници кои на овој простор го обединуваат македонскиот православен народ. Прашање е дали ние денес ќе бевме сите тука да уживаме во духовните архитектонски убавини на Лешовскиот манастир, кој доживува нови светли години откако со Божја промисла повторно после векови постана епископски центар и ќе бевме лишени од новите прекрасни дела што под водството на митрополитот Тетовско-Гостиварски господин Јосип не радуваат и ни даваат надеж за подобро утре. Сите сме сведоци дека ова светилиште секојдневно го посетуваат многобројни верници од цела Македонија и од македонците од целиот свет. По оваа прилика да познавам и председателот на Обединетата македонска диаспора, значи тука се македонците од целиот свет.
Чудата на Свети Кирил Мешочки се во тоа што успел да внесе светлина во мраковите на бедата, неписменоста, тиранијата, суеверијата, сребролюбивоста и го пробивал патот до вистинскиот христијански живот, не само на обичните луѓе, туку и на тогашните свештени и мирски лица. Тој ги победил скептиците, сомничавите, злонамерните, лукавите, недоверливите и себични луѓе кои ширеле неуспех за неговата верба и соништа. Свети Кирил Лешочки, преку неговите потвати, ни докажува дека вербата во боголюбивите, благородните, родолюбивите, вистинолюбивите идеи и луѓе се посилни од околностите во кои живеел. Сосема доволно да ги оствари сите овие негови соништа, да создаде дела за неговата епоха и дела кои имаат силно влијание и пораки за денешните и несомнено идните генерации, како пример дека не постои пречка доколку веруваме во добрите дела на кои Господ им ги отвара патиштата. Благодарам да сте живи.